Замолчете, не пречете. По улица жена оди. На челото со 3 бразди. Со 3 бразди за 3 сина. За Колета, Андо, Владо. Пролетното цвеќе младо. Зол тугинец што го скина со меч остар и со оган низ земјава кога мина. По улица мајка оди. Со 2 очи, 2 кладенца. 2 кладенца сосем суви, источени солзи врели, низ ода и пусти глуви, над постели празни бели. Помогнете, пат правете, да помине мајка стара. Таа може во нас сите синовите да ги бара. Синовите да ги бара во војната што ги прати, а ниеден од нив дома кај мајката не се врати. Запомнете, раскажете да се знае, ниту еден од 3 сина. По години долги, по 1000, а изгора, некој дедо со внучето до печката пак ке седи и приказна ваква стара ке започне да му реди. Била еднаш мајка една, со 3 сина, ко 3 джина, се јунаци лични стројни, но грабачи орди диви, поробиле градови ниви, па фатиле пушки бојни да ја бранат синовите и другата мајка нивна, таа мајка татковина. По улица мајка мине, со плетена коса сива. Запомни ја и ти, сине, таа вечно ќе е жива. Нема револуција без поезија, другари. Тоа го знае Јарацин, тоа го знаеше Хаџипанзов, тоа го знаеја сите револуционери од овој град. Поздрав до моите велешани, поздрав до мојот роден Титов Велес, градот кој не се плаши од ништо, не ви станав општински советник 2017, ама сега ќе ме трпите као председател на партија. Поздрав до нашите велешки соборци, Абрашев, Смилев, Маргица, Дани, Ристе, Јанет, Звезданка и сите други кои ја крепите нашата организација на локално ниво и без кои што ова не можеше да биде реалност. Зошто почнуваме од Велес? Ете, затоа почнуваме. Почнуваме од црвениот Велес, градот на црвениот поет, градот на Рацин, градот на великаните, каде што секое парче од калдрмата е историја. Живеев на улица Вера Циривири, на 100 метри од мене е роден Ганчо Хаџипанзов, на 150 Бане Андреев Ронкат. Не знам дали знаете, Татунчо, песната на Рацин е посветена на Бане. Бане бил постар од него 3-4 години, а Ганчо бил постар од нив 8 години и го викале Бате Гане. Тој Бате Гане бил илегалец, отишол во Франција, во Француска комунистичка партија и бил јатак на нашите кога ги носеле во Шпанска граѓанска војна, во интернационалните бригади. Ете, затоа почнуваме од Велес и нема да престанеме, како што вели Смилето, додека не ги избркаме како црв од јаболко. Доста ни ја јадете душата, доста ни ја јадете татковината. Да беше жив Рацин, ќе ви речеше да се плукне гадот Валкан. Тој беше дрзок и тој беше драпаџија човек. Знаеше колку вреди народниот дух и затоа никогаш не дозволи народниот дух да падне. Тој беше порадикален од сите нас во Салава. Велеше, рушењето на овие ненормални услови под кои живееме и работиме е далеку попродуктивно од работата под нив. Затоа тоа ни е последниот резултат.
Тој велеше, со браќата твои, со маката ваша сронете го овој свет и нов направете братски. Тоа го правиме токму преку левица, тоа ни е од Рацин аманетот, а овие сијамски близнаци, овие буржујски партии на СДС и ДПМН предводени од Стево и Гога, се антинародни партии. Тие се бизнис олигарсии на милионери кои немаат никаква допирна точка со реалноста. И затоа широката коалиција не е само хаштаг, широката коалиција е турбо оперативна. Ние со Борис тоа го видовме во собрание, го видовме секој понеделник како се договараат и како глумат потоа на координација кај Талјат и како потоа глумат. Глумат власт, глумат опозиција, а власт им е УЧК, власт им е тие кои чкртаа по нашите мавровски работници, тие им се власт. Двете буржујски партии им слугуваат и не заборавајте, договорена е промена на устав во првите 100 дена без оглед кој ќе биде на власт. Затоа е битно левица да влезе со двоцифрен број пратеници и затоа е битно на овие парламентарни избори да го постигнеме историскиот резултат кој ќе ја пасокизира СДС, кој ќе ја оневозможи. Досега професорката беше сама против сите, буквално. Нашиот јавен притисок овозможи да има ТВ дебата, ќе ја осетиме на 21. мислам дека ќе биде. Стево, врховниот комендант, избега, од секогаш бил вртикапа и побегулја, така што нема ни да влезе во втор круг. Се надевам ќе гледаме женски дуел во вториот круг. Професорката беше авиацијата, од денеска ние сме незина артилериска поддршка на теренот и влегуваме одлучно во борба за подобар живот. Додека тие имаат кампања од $1.000.000, буквално од $1.000.000, ние тераме кампања со 17.000 евра донирани од членови на Левица и повторно имаме најдобри спотови, повторно имаме емоција која допира до секој граѓанин, затоа што ние го живееме тоа што и вие го живеете и затоа што ние не сме глумци. Искреноста не можете да ја одглумите, а овие бизнис групации, овие буржујски милионери се одлепени од реалност. Едноставно, со нивниот фундаментализам, она што, чукајки се огради дека придонесуваат за некакви си европски вредности, не направија заробена држава. Не направија подкосовски полупротекторат со масовна косоваризација на сите сфери во нашето живење и против овој процес, за среќа и геополитички гледаме дека се менуваат работите, западниот империализам беше сопрен со Калашников и тој сега се одвива новиот мултиполарен свет, во кој што ако не го фатиме текот, како што го фатиле Рацин, Живинзифов и нашите сограѓани, тешко дека ќе ја имаме и државата. Затоа ова е буквално последниот историски воз да се престроиме геополитички, со цел да си ја зачуваме државата. Таа фреквенција ја фаќа само професорката Ванковска со незината анти-НАТО, антиимпериалистичка платформа и со незината интернационална меѓународна политика, која што ја пропагира во незината програма, а другите немаат програми. Силјановска нема, отија нема Ванковска да ја напише како во прошлите избори. Затоа нема. Стево ја крие како змијата нозета. Само Ванковска има и тоа двојазична, ама не на албански, туку на англиски. И затоа се плашат професорки, оти сите ја имаат прочитано, веројатно и под перница си ја чуваат за не дај Боже ако станете председател. Тоа е таа фреквенција на интернационалните бригади во која учествуваше Ганчо Хаджипанзов, човекот кој загина пред Мадрид. Велешани дале и се уште даваат прекалени борци. Да не заборавиме на нашата традиција на неврзаните, оној глобален југ кој сега го викаме и кој што има повеќе од 2/3 од земјите во светот и кој што и текако ќе ни биде потребен, за да нашата генерација, се надевам не многу скоро, тоест не многу далеку или барем кој ќе бидеме целосно побелени 60 на години, ќе дочекаме да си го вратиме името токму преку движењето на неврзаните, она што ни го одземаа преку
нелегалниот референдум. Левица го одбра слоганот неподмитливите во собранието, затоа што тоа е реалноста, да сакавме да се шитнеме, со Борис ќе станавме милионери, меѓутоа ние сме си ја ставиле главата во торба да играме по едни други правила, по правила кои што ќе го трасираат по тешкиот пат, можеби ние нема да ги доживееме плодовите на нашата работа, но ќе остане запаметено дека теренот кој што го подготви Левица дава единствена надеж на здравиот нормален свет во Македонија и ако не дај Боже доживееме дебакл, мислам дека многу од нашите сограѓани ќе се иселат и затоа немаме шанса за поправен. Овие избори се историски, иако звучи како клише, се историски да ја пасокизираме СДС, не можеме со двете ламји да војуваме истовремено. Првата рунда ќе ја пасокизираме СДС, кога ќе влеземе над 12 претеника, на наредни избори СДС ќе падне под 10, а ние ќе одиме над 30 и тогаш ќе биде вистинската битка со лажното десно крило на ДПМН, со овие лажни патриоти, кои што не заборавајте се престорија од лавчиња, вообични мачкици кои што мјаукаат под нишаните на учките од ДУИ и кои што се обични бизнис партија. Впрочем, тоа го гледате и во ВЛС. Не можејќи да направат мнозинство, си го земаа советникот од ДУИ и таа широка коалиција си функционира. Не заборавајте дека секогаш левото крило на организацијата било на вистинската страна на историјата. Тоа го покажавме преку Јане Сандански, преку Гоце Делчев, преку Пере Тошев, преку Димо Хаджидимов, подоцна преку Димитар Влахов и подоцна преку Рацин, кој што, немојте да заборавате, не беше само комунист, не беше само болшевик, туку беше и сталинист, што е многу еретички сега да го кажете, меѓутоа да не ги сокриваме фактите. Тој напиша песна која беше посветена на челичниот, а тоа беше прекарот на Сталин. Се залагаме за македонска платформа, која ќе биде пандан на тиранската, затоа што она што не го дава Таче, ќе го даде Мицко, она што не го дава Мицко, ќе го даде Таче. Затоа македонските партии крајно време е да направиме македонска платформа во 5 точки и јасно да кажеме, не преговараме за унитарноста. Села со дводомниот парламент може да прихвати да попуши со извинение на Софрава. Не преговараме за секуларноста. Не може на секој ќоше да ни кунуваат цркви и џамии и оџи и попови да ни ја креираат јавната политика. Не преговараме за идентитетот. Не може историски комисии да ни кажуваат дека нашиот јазик постои од 40 и не знам која, дека Гоце Делчев е българин и дека нашите асномски корени всушност не постојат. Тоа е невозможно баш поради песната Мајка која ја прочитав, затоа што нашите баби, нашите прабаби давале целата челат си ја давале за да ја имаме оваа држава. И не знам дали знаете, зборот пролетер доаѓа од латинското проле, што значи токму тоа, челат. Затоа што тие луѓе немале ништо материјално, ги имале само своите деца и тие ги давале да гинат во војна, за да го имаме тоа што го имаме денес. И не се откажуваме така лесно од оваа република и затоа Левица е последниот бедем на македонизмот, колку тоа нескромно да звучи, но баш ни е гајле, немаме време за скромности. Не преговараме за територијалниот интегритет и суверенитет. Ќе ја вратиме територијалната поделба од југословенско време, без оваа геримандеринг кој што ни го направија и да ни ги земат Струга и Кичево, да ни земат она што не ни земаа во војна, да ни го земат во мир, токму поради нашите корумпирани квислинзи на власт од едната или од другата партија. И на крајот не преговараме за државните инсигнии. Грбот, знамето и химната ќе се почитуваат во било која институција, без оглед дали е Западна или Источна Македонија, ќе ја укинеме илегалната двојазичност која што го надминува амандманот 5 и ќе воведеме една изборна единица која што на минатите избори ни зема 3 пратеника, а на овие ќе ни земе повеќе од 6 пратеника.
Ќе воведеме десоросиидизација на граѓанскиот сектор, за да не може со странски пари да ни прават брейнвошинг, да ни го перат мозокот и да ни ги пропагираат нивните кобожемски западни вредности. Ќе забраниме етнички партии и сите ќе бидете или лево, или центар, или десно, а нема да бидете поделени во етнички трла и она што на Запад ни го пропагирате како сегрегација, тука да ни го пропагирате како правична застапеност. Од правична застапеност признаваме само социјална правична застапеност. Нас ни е поблизок сиромашниот албанец, отколку Кочо Ангјушев, искрено да ви кажам. Затоа што, не знам дали знаете колку е тоа парадоксално. Песната за браќа Кошулчеви, која што ви ја прочитав, Брако, неговиот Брако, е кратенка од браќа Кошулчеви. Значи да стане Васа Кошулчева, да види кој олигарх го носи името Брако, ќе се превртува во гробот. До тој степен на перверзија не донесува. Она што ние го велиме, не за џабе вели професорката, е радикално. Зошто е радикално? Затоа што свативме дека благите реформи не се доволни и дека вакцина на ова болно општество не помага. Потребно е да го отстраниме гангренозното ткиво, а тоа гангренозно ткиво се вика СДСМ на нашата земја и ДПМН е исто така на нашата или на нивната земја. И бидејќи јас сум рецитаторската секција на Левица, ќе завршам така како што и почнав. Не знам колку знаете, Ганчо Хаджипанзов пред да умре пишува една балада, ја објавува Коробар по 80-тите, но ја напиша на 36-та. Тој умре 36-та, Бели мугри е 39-та. Во вториот бран, првиот бран го одбиваат на франкистите, на Франко, на фашистите во Шпанија. Тој ги носи нашите комунисти од тука. Бауман, по кој што е крстена нашата касарна, не знам дали ја преименуваа во меѓувреме, и ја пишува песната, тоест баладата "Ке се вратам". Ганчо никогаш не се врати. Загина во вториот бран на Мадрид и неговите другари го погребаа таму. Песната на времето, кога имавме Ленка, ја преработивме, тоест ја извадивме од архива, беше заборавена, ја ставивме на Маркс Исторага и вели вака: "Ке се вратам во мојата татковина и таа ќе биде бела и убава татковина. Ке се вратам и цвеќе на убаво и венци на човечност ке донесам. Ке се вратам, попораснат од вчера, попораснат за утре. Ке се вратам кога над облаци нема да врескаат птици и нема да плачат деца и старци и нема да плачат братчиња изгладнети и нема да плачат мајки ослепени од болка за синови и ќерки по затвори. Ке се вратам вооружен со храброст човечна, со храброст на денот, со храброст на човечноста и омразата, за тие што ги огладнеа луѓето. Ке се вратам за гладните и онеправданите, за голите и босите мои браќа ке се вратам. Ке се вратам за потните чела, и за плуските крвави, и за раните на рацете, и за тие што ги гуши незапирната болка, и за тие што сакаат леп и слобода. Ке се вратам кога ќе немеат болките и срцата радосни ќе пеат химни за човекот во светот ќе се вратам. Ќе ја прерипам бидејќи е многу долга и ќе одам со делот каде што го споменува Велес. Не можете да сте велешанец, да не го спомнете Велес. На Иса Капасиев, мојот син, кога му викаме со Тамара, шо си ти скопјанец или штипјанец, он вика велешанец. Продолжува Ганчо, ке се вратам. Ке се вратам кога месечината 3 пати ке вивне во висините над којник, кога топлината ке ги згрее рацете твој мајко и твоето срце напатено. И тогаш моите очи ке раскажуваат и моите раце ке раскажуваат за трнливите патишта на синови и мајки од Андалузија, од Сиера Гадарама, од Гвадалкивир, од Дуеро, од рамнините на Валенсија и Кастилја,
и од земјата на баските и од народите под Пиринеите, ќе раскажувам моето срце. Ќе се вратам кога ќе расцутат кралчињата во нашиот двор, во дворовите на моите браќа, и ќе зазреат смоквите и ќе бидат изорани нивите за пролетна радост, и ќе го покажат својот плод на нивите модри мигдалите над гровот и друтовец, и кога ќе пливнат еднодневките над реката. И ќе раскажувам за трнливите патишта, за болки и радости, за кедрови долини, за реки пресушени, за борци заминати во далечина. Ќе раскажувам за звона и звонари, за куки запалени. Ќе раскажувам за градот што дреме во полите на Бадарама. Ќе раскажувам за народот на Шпанија. И кратко ќе ме гледаат твоите очи и ќе милуваат солзи радостни што капат по старечки образи. И ќе паѓаат солзи мајкини на пролетна земја. И ќе раскажуваш, и ќе раскажувам за звона и звонари, за тоа што било и што ќе биде, за тоа што не се заборава. Ќе раскажувам како изморен патник од далечен пат, што нашол тих заслон во роден кат. Ќе се вратам, татковино моја измачена, расплакана низ вековите. Ќе се вратам денес, утре ќе се вратам, со распеани гради, со распеани устни, со распеано срце. Ќе се вратам кога месечината 3 пати ќе вивне во висината на вршник, кога топлина ќе ги згрее рацете твои и твоето срце напатено, и тогаш моите очи ќе раскажуваат, и моите раце ќе раскажуваат за трнливите патишта на синови, на мајки. Ќе се вратам и ќе раскажувам, ќе говорат моите усни, ќе говорат моите очи, ќе говорат моите раце, ќе говори тишината за љубовта и за полињата покосени од ветришта, и за огнови, и за мајки, и за синови. Ќе се вратам и ќе раскажувам приказна за земјата на приказните, за земјата во која расне и лимонот, и кипарисот, и маслинката, и болката, и искрата на радост за иднината. Ќе се вратнам, ќе светне зора над нашиот град, и ќе се нишаат тихо тополите, и ќе веат на вардар водениците, на рацин песните, за тутуноберачите, и за ленка, и за безсмртноста на љубовта, и за безсмртност на нападнатите во борбата мајки и синови. Ќе се вратам. Ганчо никогаш не се врати, но ние сме тука да го продолжиме нивниот аманет. Да живее Црвен Велес, да живее Левица, одиме на над 120.000 гласови на овие избори. Да сте ни живи и здрави, испишуваме историја и бидете горди за тоа што сте дел од ова движење.